Командант Форина по трагите на УЧК во 3 дена од Тетовско селце до Кумановско-Липково, регионите кои беа главни жаришта на конфликтот во 2001-та, набиена агенда на техничкиот премиер Талат Џафери, само на локации каде неговата дуј се бори за гласовите на етничките албанци. Со ваквите прошетки Талат Џафери злоупотребува функцијата за партиска пропаганда и целосно гурива концептот на техничката влада, чија единствена цел треба да биде организирање на фери избори. Повеќе од очигледно е дека агендата која тера во тој крај се однесува на можност за повраќање на загубените гласови кои очигледно ќе ги имаат и обид за враќање на некаков загубен рейтинг кој очигледно е разнишен со поврзаноста на опозицијскиот блок кај македонските албанци. Претпоставам дека се обидува сега само да ги покрие со гол популизам потенцијално загубените гласови. Според Ристевски јасна е злоупотребата, бидејќи оваа кампања се тера во работно време. Неговата позиција која обавува во тие 100 дена е токму тоа да воспостави критериум и стандарди како најфер и најрегуларно ќе се одвиваат изборите, доколку тој е во изборна кампања во дневниот дел на неговите активности во текот на денот, во крајот каде што он очекува да се избори за гласови, тогаш и повеќе од евидентна е злоупотребата. А премиерската турнеја на Џафери под партиски амблем си ја промовира и самата дуи. Таков беше примерот и за оваа посета во Липково. Првиот албански премиер доаѓа во Липково за да ги посети новата градинка и домот на културата во Матејче, завршувањето на работите на патот до браната Липково и спортската сала на училиштето Рилиндија во Лојане. При посетата на Тетовско, Талат Џафери кажа дека немало ништо спорно што се организирал вакви настани во улогата на технички премиер. Не му била единствена задача да организира избори, туку и сите други обврски кои ги има премиерот во случајов отворање спортски сали и градинки. Инаку ВМРО ДПМН е подолго време бараше укинување на техничката влада, меѓутоа тоа го одбија СДСМ поради договорот со ДУИ, што го доведе Џафери до позицијата премиер.